Сте работеле на американски пазар и дефинитивно тоа е еден од пазарите кои што мораме да го целиме, но се повеќе се зборува и за регионална интеграција, за регионалниот пазар и така натаму. Според тебе, ете сте работели и на регионален пазар. Кој е подобар и дали воопшто еден е подобар и како да кажеме некој кој што размислува за надвор да одлучи дали да оди на регионален пазар, да оди нели преку океан на американски пазар или пак не знам на европски пазар кој што пак е сепак порегулиран и многу повеќе треба да кажеме да се достигне одредено ниво и поголем број на контакти за да се освои. Меѓутоа овие два како најатрактивни барем мене ми изгледаат како да се одлучиме каде да целиме. Види, двата пазари имаат различни добри и лоши страни. Да. Значи, позитивната на регионалниот пазар е тоа што регионалниот пазар прво ти е блиску. Ако ништо друго сме биле една држава, значи многу од менталитетот, од начинот на функционирање го делиме, иако секоја држава нели се тера во своја насока, пак се уште не сме далечни едни на други. Ќе се навратам генерално македонците важат за работливи и за убав партнер за соработка, така да имаме убав углед секдека, некои не гледаат како пониска класа, но тоа не значи дека нема да се работи со тебе. Така да од тој аспект блиску е, значи лесно е пристаплив, можеш да бидеш поприсутен на самиот пазар физички. Од друга страна е финансиски помалце моќен, така да целата таа економија, мислам целиот тој бизнис план треба на друг начин да се сетира, додека овој иако е доста голем и финансиски моќен, има голема конкуренција, отежнат е пристапот, сите гледаме на сите страни, не знам, лидови, компании кои што нудат пристап до тој пазар, ама пак треба луѓето да добијат довербата од тебе, значи треба некаков да видат и не е ефтино ти да отидеш да правиш турнеја во Америка 30 дена да се среќаваш со бизнис состаноци in person meetings,